Кратки најави за денешниот дневник. Неопходно е вложување во еколошки зелени хотелски капацитети. Охридско црно ги воодушеви италијаните на меѓународниот вински саем во Болоња. Во Охрид се одржа јавна расправа за предлог законот за работни односи. Охридски комуналец започна самостојно да ја одржува депонијата Буково. Нов ракометен спектакал Охрид го пречекува алкалоид. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Максималната дневна температура изнесуваше 11 степени Целзиусови. И во петок на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе има врнежи од дожд. Врнежи од снег се очекуваат во крајните северни и североисточни предели на Европа. Во останатите предели од стариот континент стабилно време со зголемена облачност. Во западните и југозападните предели невообичаено студено време. Во северните и североисточните предели на полуостровот претежно облачно и посвежо време со пад на температурите. Во останатите предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат од 7 до 14 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Ќе биде посвежо и ветровито со благо опаѓање на температурите. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 5, односно до 15 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, а дневната ќе достигне до 9 степени. Во текот на ноќта сабота кон недела и недела наутро со слаб дожд. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 10 степени. Во понеделник по студеното утро и температура од 1 степен, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 11 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Енергетската криза уште еднаш покажа дека е потребно вложување во екозелени хотелски капацитети. Главната причина е заштитата на животната средина, но и заштеда на електрична енергија. Според директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, во Охридско-Струшкиот регион се уште не достигаат препознатливи хотелски капацитети од светски познати ланци. На Охридско-Струшкото крајбрежје потребни се инвестиции во екозелени хотелски капацитети. Главната причина е заштитата на животната средина, како една од клучните препораки на УНЕСКО, но и заштеда на електрична енергија во време на криза. Постоечките хотели треба да ги редизајнираат своите објекти, системите за грејење и ладење за да ги направат еколошки попријатни. Бројот на патници кои избираат да одат на екопатување расте. Согласно последните студии, туристите се подготвени да платат и повеќе. Се повеќе и повеќе ќе се случува да создаваме аранжмани по барањата на туристите, отколку ние да им нудиме програми кои што се веќе тука. Цената веќе не е пресудна, услугата, сигурноста на дестинацијата и се она што може да понуди. Но да не заборавиме, се уште го чекаме првиот хотел во Охрид кој што ќе има зелените звезди. Во регионот се уште не достигаат и препознатливи хотелски капацитети од светските познати ланци. Треба да се работи на привлекување на вакви инвестиции. Очекувам дека во брзо време, можеби до 2025 година, веќе во Охрид да имаме хотели кои што ќе имаат одредени франшизи од светски ланци. Тогаш ќе бидеме повеќе на мапата и многу повеќе ќе можеме да размислуваме и да бидеме чекор погоре кон елитниот туризм. Во моментов најголемиот дел од хотелите на Охридско-Струшкото крајбрежје се под клуч. Главната причина е енергетската криза и високите сметки за електрична енергија. Виното Охридско црно ги воодушеви италијаните, но она што ги воодушевува странците не го ценат домашните угостители кои намени ги немаат локалните сорти вина. Во споредба со светот имаме врвен квалитет на вино, но заостануваме во промоцијата и винската култура, напоменуваат производителите од малите семени винарии. Ова го изјавија по учеството на Меѓународниот саем 2023, кој се одржа во Болоња, Италија. Автохтоната винска сорта Охридско црно ги воодушеви италијаните. Виното е производство на винаријата Мал Свети Климент од Охрид, која беше дел од винскиот саем Slow Wine Fair 2023 во Болоња, Италија. Будимир Соколович, собственик на винаријата и дестилерија, споделува искуство од учеството на Меѓународниот саем. Манифестацијата беше посетена од љубители на добро вино, сомелиери и увозници на вино. Изложени беа 750 винарии од целиот свет, информира Соколович. Меѓу нив имаше и 12 македонски производители со 40 етикети вино од мали семени винарии со производство до 2000 литри. На италијаните посебно им се допаднаа сортите Охридско црно и памир, кои се чуваат во 500-литарски амфори, вкопани во земја според најстариот метод на чување на виното, споделува Соколович. Од искуството на сајмот посочува каде се наоѓа по квалитетот виното од нашата земја во споредба со светските производители. Можам да кажам дека имаме врвен квалитет. Нас ни недостасува делот на промоција, делот на информирање на луѓето, исто така подигнување на винската култура на населението. За ова морам да потенцирам дека сум изненаден од високата винска култура на посетителите на саемот, значи имаше и возрастни, имаше и млади, може да околу 20 на години, 20-30 години, кај што се гледа дека го познаваат виното, знаат да уживаат виното, дискутираат за квалитетот на виното и нормално не бара да се наполни чашата, не се дојдени да се опијанат. Дојдени се да пробува што повеќе различни вина. Врз нашите квалитетни сорти вина сенка фрлаат неколку недостатоци од практики кои се применуваат во светот. Недостатоци има во понудата за сместување или сала за дегустација во винариите. Исто така кај нас нема и понуда на локални вина во угостителските објекти, вели Соколович. Во Охридскиот регион има регистрирани 5 мали семени винарии и 2 дестилерии. Во моментов во порас е интересот за отварање на семени мали винарии по законската либерализација од минатата година. За жал, понудата во рестораните е ограничена на
една голема винарија и уште еден голем производител на пиво, така да скоро во ниеден ресторан во Охрид не може да се најде локално вино. Ако италијаните препознаат квалитет, видат квалитет во тоа вино, тоа е за мене потврда дека вината се добри. Исто, и од моето искуство во понуда во винаријава, странците се одушевени од вината. Учеството на 12 македонски производители на вино на винскиот саем во Болоња, наречен Slow Wine, го возможи организацијата на Slow Food Македонија со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Денеска во Охрид се одржа 10-та јавна расправа за новиот предлог закон за работни односи, на која представниците на Министерството за труд и социјална политика го презентираа новото предлог законско решение. На јавната расправа беа поканети и присуствуваа представници од бизнис секторот и представници од општината. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска денеска во Охрид пред представници од бизнис секторот и од општината го презентираше новото законско решение за работни односи. Целта на одржување на овие јавни расправи е заедно да дојдеме до решение кое ќе одговара и на работодавачите и на работниците, да се слушнат сите коментари, сугестии и мислења, а потоа врз основа на нив да се направи усогласување и да дојдеме до квалитетен закон кој ќе одговори на потребите на нашето општество, истакна Тренчевска. Од страна на експерти во областа на трудовото право беа презентирани дел од новитетите на новото законско решение, како што се време траењето на договорите за вработување на определено време, работа од далечина, работа на куќните помошници, породилно отсуство, работа на малолетни лица, годишен одмор, регистрација на синдикати и друго. Договорот за вработување на неопределено време останува да биде стандард. Кај договорот за вработување на определено време се лимитира времетраењето до 2 години со можност за склучување на најмногу 3 договори кај ист работодавач. Кај сезонската работа пак се воспоставува договор за вработување на повторливи сезонски работи, каде што доколку работникот продолжи да работи и следната сезона, работодавачот му ги плаќа придонесите преку цела година. Доколку работникот неоправдано не се јави на работа следната сезона, тогаш треба да ги врати уплатените средства на работодавачот. Платата на куќните помошници да се исплаќа во парични средства и да не биде помала од минималната плата. Работникот со скратено работно време се изедначува со правата на работникот со полно работно време, освен платата која се исплаќа пропорционално според работното време кое го работел. Наместо досегашното породилно отсуство се предвидува поделба на отсуството на мајчинско, татковско и родителско отсуство. Мајката има 5 месеци мајчинско и 4 месеци родителско отсуство, но дополнително тука се и 4 месеци родителско отсуство за таткото. Се предвидува и да нема горна граница за годишниот одмор. По одржување на јавните расправи, работна група ќе ги разгледа сите коментари и сугестии, истите ќе бидат усогласени со сите социјални партнери. Новото законско решение е усогласено со меѓународните стандарди и ратификувани конвенции. Целта на Министерството е законот во втората половина од годинава да влезе во владина процедура, а потоа и во собрание. Јавното предпријатие Охридски комуналец започна самостојно да ја одржува депонијата Буково. Тоа следува откако за таа намена набави специјална машина. Во предпријатието функционира одделението депонии кое одржува и оперира депонијата Буково, расчистувањето на комуналниот отпад на депонија Буково, односно одржување на депонијата Буково ја врши Охридски комуналец Охрид со градежна машина булдожер, специјално набавена за таа потреба, информира од предпријатието. Во изминатиот период услугата одржување на депонија извршуваа други фирми, а услугата беше согласно јавна набавка. Со набавката на градежната машина булдожер, јавното предпријатие самостојно се грижи за одржување на депонијата, со што се заштедуваат финансиски средства кои во изминатиот период беа насочувани кон други правни лица кои извршуваат таа услуга, посочуваат од Охридски комуналец. Ракометарите на Охрид утре ги очекува еден од најважните надпревари за подобар пласман во македонскиот плејоф. На гости доаѓа Алкалоид, екипа која досега не е победена од страна на Охридскиот градски клуб. Овој важен дуел доаѓа во незгоден период бидејќи повеќе ракометари се повредени. Сепак, гладиаторите како и секогаш ветуваат срце на терен и борба до последната секунда. Утре во Охрид нов ракометен спектакл, овој пат помеѓу градскиот ракометен клуб Охрид и ракометниот клуб Алкалоид Скопје.
И покрај проблемите со повредите на Андоновски, Будрали и Каракоч, охридските гладиатори се подготвуваат да го изненадат скопскиот тим, познат по големиот број македонски репрезентативци, предводени од легендарниот Кире Лазаров. И покрај тоа што сите најуваат дека Охрид нема да го биде, Охрид е одличен и Охрид, за разлика од минатите 3 години кој играше епизодна улога во плейофот, е на добар пат и нема да игра на ниеден надпревар епизодна улога, што покажавме на овие први 3 кола. Очекувам фанатична борбеност од моите играчи и јас како секогаш не сакам да губам и се надевам дека нема да губам и против селекторот и неговата репрезентација. Тренерот Андоновски се осврна на сите проблеми во досегашната сезона поврзани со доаѓањето и заминувањето на голем број играчи. Реалноста е таа, мораме да купуваме странски играчи бидејќи охридските таленти заминуваат од Охрид. Ние макотрпно работиме со младите, но тие заминуваат во помојни клубови со надеж дека ќе остварат подобра кариера, потенцира Андоновски. Најталентираните работат со првата екипа, но по сериозна минутажа во официјален надпревар немаат, бидејќи се работи за квалитетен плейоф во кој се игра сериозен ракомет. Тоа го потврдува и словенечкиот интернационалец Гал Цирар. За разлика од Македонија, во Словенија ракометна техника се тренира уште од прво оделение. Тоа е единствениот плюс за Словенија, додека во нашата земја има други позитивни моменти. Мора речи да сам очекивao. Очекува вакви тешки надпревари. Ми се допаѓа што салите се полни, барем на овие 3 надпревари кои ги игравме. И морам да кажам дека тоа не се гледа често во словенечкиот ракомет, каде салите се помали. Морам да кажам дека тоа е еден голем плюс за македонскиот ракомет. Морам речи една велики плюс за македонски ракомет. Како е да се игра против еден алкалоид, искуство има пикерот Владимир Бојаниќ. Се надева дека нема да имаат лош ден како против Тиквеш и дека ќе го покажат вистинското лице со помош на големиот број навивачи и навивачката група Рибари. Што да причам о екипи која има Што да се каже за екипа која има 9 репрезентативци? Ние ќе дадеме се од себе, се подготвувавме, иако имаме мал проблем со ростерот и повредените играчи. Ни останува да се собереме и да го одиграме најдобриот надпревар, да покажеме, како што кажа шефот, дека сме екипа која може да избори пласман во Европа. Мислам дека сме добра екипа во која атмосферата е одлична. Атмосфера одлична. Љубителите на ракометот ќе можат да го бодрат својот тим во салата Билјанини извори утре во 20 часот. Цената на билетот за овој дуел е 100 денари. Вчера во 10 часот полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 34 годишен охриѓанец. СВР Охрид информира дека при претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени марихуана и повеќе предмети со остатоци од кокаин. Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 7 јагленосани тела на патници утрово биле извлечени од остатоците од еден од вагоните, со што бројот на загинати во железничката несреќа во Грција се зголеми на 46 лица. Новинарка од Атина изјавила дека се стравува дека ќе има 55 загинати, бидејќи нема надеж дека преживеале оние кои сега се водат за исчезнати. Портпаролот на противпожарната служба на Грција објаснил дека за продолжување на акцијата за пребарување и спасување ќе треба да се пресечат метали со специјални машини и делумно да се отстранат метални елементи и дека ќе биде неопходно операцијата да продолжи утре. Целата операција се води под тешки услови, а повремениот дожд дополнително ја отежнува акцијата, кажал портпаролот. По железничката несреќа во Грција, гневните грци излегоа на улиците на Атина. Протестот набрзо прерасна во судир меѓу полицијата и демонстрантите, а на улиците на главниот град беа забележани шок бомби и солзавец. Судејќи според информациите, причина за трагедијата е човечки фактор. Наместо најмодерната електронска сигнализација се уште се користела радиостаница. Шефот на локалната железничка станица е обвинет за убиство од небрежност и пред обвинителите изјавил дека му е жал и дека бил уморен, додека грчкиот министер за транспорт поднесе оставка.
Речиси цела Аргентина останала без струја откако пожар ја зафатил националната електрична мрежа. Не работи ниту нуклеарната електрана. Главниот град Буенос Аирес, другите поголеми градови и голем дел од селата се целосно или делумно погодени, пренесува BBC. Пожарот наводно започнал на отворени полиња, зафаќајќи ги клучните далноводи во крајбрежната зона. Мракот во оваа држава доаѓа среде топлотен бран и суша кои ја мачат Аргентина. Температурите во некои делови од земјата постојано се над 35 степени Целзиусови. Спарнината во комбинација со немањето струја го сопреа секојдневниот живот во некои региони. Наставата не се одвива, а компаниите се затворени. Министерството за енергетика уверува дека наскоро ќе се врати струјата. Силни турбуленции на лет од САД за Германија причина за повреда на 7 патници. Авионот летел на релација Остин-Франкфурт, а турбуленциите започнале над американската сојузна држава Тенеси. Авионот принудно слетел на аеродромот Далес во предградието на Вашингтон. Повредените веднаш биле пренесени во болница. Пол Вилијамс, професор на Универзитетот во Ридинг во Велика Британија, изјавил дека на универзитетот спровеле компјутерски симулации, при што откриле дека сериозните турбуленции би можеле да се удвојат или тројно да се зголемат во наредните децении. Финска почна да ги расчистува шумите во близина на границата со Русија за да може да изгради ограда долга 200 км и висока 3 метри со бодликава жица на врвот. Причината за тоа е ризичната безбедносна ситуација. Неопходна е физичка бариера во ситуации на големи миграции, велат финските граничари. Освен што ќе подигнат ограда на границата со Русија, финците ќе изградат и пат за патролни возила и ќе инсталираат систем на камери за надзор. Покрај Финска и Естонија, Летонија, Литванија и Полска планираат да изградат ограда долга 1245 км, која ќе ги одвои нив и Европската Унија од Русија и Белорусија. Тие стравуваат дека Русија може да се обиде да го направи истото што го направи Лукашенко во 2021 година. Целиот нивен потфат подсетува на железната завеса за време на студената војна, граница меѓу комунистичкиот исток и капиталистичкиот запад. Дел од таа бариера беше и Берлинскиот зид, чие паѓање на крајот доведе до пат на комунизмот во Централна и Источна Европа и повторно обединување на Германија. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодариме што не следевте. Имајте пријатен ден.